Сек на бизнисот за гевгелиските таксисти. Нема веќе превоз на мигранти со такси возила. Само возовите ќе ги носат мигрантите и бегалците до српската граница. Веќе 10 дена нема работа за такси превозниците, поради што револтирани возачите одржаа мирен протест пред мостот на Сува река. Сега се, например, од чиста проценка да кажеме, 150 рачуни по два, значи дупло, плюс уште колку чекат за лиценци, значи нека бидат едно 400 една груба бројка. Немат избор. Груба бројка 400 евра нека бидат. И нема избор веќе. Немат избор. Што друго ќе работат? Одејте да питате дали функционира редовната линија. Друго, студенти можел да се вози во четврток со 120 денара, бесплатно, значи нема. Тоа се укина целосно. Зашо? Некој па бизнис да си го прави со 30 евра, значи не му се интересни на студентите 120 денара, му се интересни 30 евра. Протестот од мостот се префрли и пред општинската зграда. 2 часа над 150 таксисти ги блокираа и улиците во централното градско подрачје, барајќи од општината да им помогне да го решат проблемот. Македонски железници да немаат ексклузивно право да ги пренесуваат мигрантите. Значи едногласно Советот на општина Гевгелија изгласи одлука со која дека ние као имаме прединство да возиме. Меѓутоа ние не возиме од причини не знаеме кој, никој нас не ни кажал зошто. Тоа е за нас големо, мислам, понижување. Градоначалникот Франго вели дека барањата на такси превозниците веќе ги пренел до Центарот за управување со кризи и дека ќе настојува да се најде прифатливо решение. Еве, излегов, поразговаравме за нивните проблеми. Точно е дека во одредениот момент кога немаше доволни капацитети железница, дека завршија огромна работа и таксистите и автобускиот превоз се со цел да побрзо да транзитираат мигрантите од Гевгелија до Табановце. И затоа и овие барања ќе бидат пренесени. Веројатно се работи за тоа што сега железница е докомплетирана со возови со вагони за превоз на патници мигранти. Сдруженијето на таксисти од Гевгелија реши протестот да мирува до четврток, за кога очекуваат одговор од надлежните институции. Во спротивно масовно ќе штрајкувале секој ден.